Шибеник извадивме 12 тона ѓубре за 1 сат и пол. Стварно беше неверојатно, каде што со тоа ѓубре на крајот се формира една слика како една најкула форма, каде што со дрон беше снимена и беше да видиме што сме собрали ние за 1 час. Хрватското крајбрежје е локацијата каде најчесто делуваат членовите на Нуркачко-еколошкото друштво Пена од Тетово. Започнале пред 10 години ентузијастички како нуркачка секција во склоп на македонско-хрватско друштво. Неодамна ја имаа најобемната еколошка акција на 10 острови, од каде на површина беа извлечени 15 тони ѓубре. Го чистеле и Охридското, Дојранското, Мавровското езеро, езерото Младост во Велес. Најлоша во Мавровско езеро, каде што многу туристи доаѓаат и рибари, каде што нивното ѓубре го оставаат тука и никој нема кој да го подигне. Ние кога идеме на обуки во Маврово со нашите нови членови, обавезно се носиме со нас вреќи за ѓубре, каде што го чистиме ѓубрето, но таму има превише ѓубре. Нуркачите велат дека зачудува фактот што се може да се најде на дното во морињата и езерата. И најдовме еден тротинет во Шибеник беше. Се фрла буквално и во море и во езеро. На све сме најшле на шоли, на цели купатила, што се вика, на кади, на маштоне, автомобилски гуми. Пред ваква акција нуркачот мора да испие по 2 до 3 литри вода и да ја провери целосно исправноста на опремата која тежи од 40 до 45 килограми. Се нурка во парови. Длабочината на која нуркачот може да се најде зависи од неговото искуство. Подготвеноста е најважна во ризични ситуации. Азотот кој е составен дел од воздухот и целиот воздух како компонента се компресира. И доколку ние правиме нагли движења горе-доле, се случува таа декомпресијска болест или азотот може, значи, од гасовите состојба се претвори во течна состојба или обратно течна во гасовите нагло состојба, каде што може да настрадат некои органи во телото. Еколошко-нуркачкиот клуб Пена има 15 активни членови. Биле дел и од спасувачки акции на Дирекцијата за заштита и спасување.